Здраво, добро дојдовте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме за како на некој начин работи, например, пиварската индустрија или некои други индустрии, каде што се користат микроорганизми за продукција на одреден продукт. Сега нормално ќе биде многу симплифицирано, ама ќе добиете генералната идеја. Значи во претходното видео зборевме, на еден график, ако го представиме, да го направам помал. Ако го представиме растот на бактериите, значи имавме фаза колебање, експоненцијална фаза, фаза стационарна и после изумираат. Сега најмногу се користат продукти и најмногу се користат супстрати и најмногу се продуцираат продукти во фазата на раст. Значи во фазата на раст. И ние би сакале да можеме да одржиме оваа фаза постојано. Сега во стационарна култура тоа не може да се направи, ама причините зошто не можеше да се направи. Прво беше зашто се користеа супстрати, значи се користеа супстрати кои беа например зависи за кои бактерии, ама например, односно микроорганизми кои беа кислород или например глукоза. Може да бидат и многу други, но еве да ги земеме вие за пример. И плюс натрупување на отпадни продукти, значи отпадни продукти всушност од нивниот сам метаболизам, да речеме CO2, иако има и многу други. И поради тие фактори, клетката не можеше да се одржува таа популација, исто имавме и стари клетки, значи стари клетки, например некоја може да мутирала и се изменил геномот, па не може да се реплицира. Се јавуваат проблеми и најубаво цело време тие да се рециклираат, да се отстрануваат. Сега како можеме да ги средиме сите овие проблеми? Да видиме еден прост шематизиран пример. Значи, ќе земеме еден сад кој ова ќе покажам после некои по-добри слики, ама ова ептен да биде она шема. И овдека сега имаме материјалот, имаме растворот и во него имаме бактерии. И сега кога ќе се открие дека влегуваат веќе во експоненцијалната фаза, ние всушност што правиме? Бидејќи се насобираат, се акумулираат, се не се акумулираат на дното, ама се акумулираат отпадни продукти, а се троши глукозата, например во овој случај, се троши глукозата. Сега, за тоа да го решиме, всушност постојано се исцедува на некој начин материјалот кој се наоѓа, а постојано исто така се додава нов материјал. И тој новиот материјал содржи, например, глукоза, карикирам, и например има една цевка, овдека која оди, да направиме со некоја друга боја, сива боја, една цевка која носи кислород, се аерира средината. И всушност постојано се додава нов материјал, се додава кислород, се додава глукоза, а се отстранува тоа што не ни треба. Например, тука ѓубрето ако беше, не е ѓубре, ама се отстранува надвор иде. И старите клетки исто што биле се отстрануваат. Си одат. И цело време се добиваат нови клетки кои и така цело време се врши процесот на репликација. Значи они постојано се адаптирани и постојано се во максимален степен на раст. Сега тука има математики некои како да се балансира, колку треба да се додава, например, супстрати, значи во овој случај е глукоза и кислород, а колку треба да се колкав треба да биде волуменот што се испушта од садот, но нема да навлегуваме во пресметките. Важно е само да се знае дека при одредени соодноси, значи при додавање на одреден волумен, да речеме V1 и испуштање на некој си волумен V2, се стигна до една стабилизирана состојба, односно состојба мирување или steady state, каде што имаме максимален аутпут. И овдека сега всушност во продуктот кој сме го добиле, некаде се наоѓа делот кој го сакаме. Например, еве да земам со црвена боја во виолетовото, што е отпадната материја, има некој продукт кој го синтетизира бактеријата. Например, сега нормално зијам некои чудни примери, ама да речеме пиво е тоа. Например, во пиварската индустрија, иако не работи вака, тоа работи со квасци, па има многу процеси, ама од тој материјал што сме го добиле, значи внатре има тој што ни е потребно, например етанол. И по пат на низа хемиски процеси можеме да го екстрахираме да искочи надвор од него. И за да добиеме максимален аутпут, значи максимален продукт, сакаме да ги одржиме бактериите во нивната лог фаза. И за тоа да се одржи, како што реков, ќе се балансира колку се додава субстрат, а колку се вади.
И за ова нели се да се случува, тука треба да се има еден вентилатор, пумпа која ќе ја врти смесата за да не застои. Сега има еден пософистициран начин, наместо вака со пресметки, на некој начин само компјутерот може да си го регулира. Да речеме имаме еден сад тука. И сега ова е поврзано со изворот на хранливи материи. Тука имаме една тегла, да не ја нарачам. И дека имаме извор на хранливи материи, ова црвеното. И ова дали си продолжува надоле, каде што отпадни материи. И овдека да речеме имаме еден детектор. Ајде да го направиме со некоја друга боја, еве со сина боја нека биде. Имаме детектор кој поминува нели со ласер или со некоја друга технологија и ја мери заматеноста на растворот. Нели зборев во минатото видео дека заматеноста е важна. Сега да речеме дали е толку заматена или е помалку заматена. Тој детектира тоа и информацијата, да земам вака некоја боја, ја праќа до компјутер. Значи овдека имаме компјутер. Ево нацртам како екран, тоа копчиња има. И компјутерот регулира со помош на апликации и софтвери колку треба да се додаде од супстратот. И тоа е еден цикличен систем. Значи самиот компјутер гледа, например, ако има да земеме, ако имаме голема заматеност, имаме помала заматеност. И тука имаме некој си опсек измеѓу двете. Например, ако заматеноста е до овој степен, треба да се отстранат повеќе микроорганизми. И он повеќе отстранува не дода супстрат. Кога заматеноста ќе биде например до овој степен, ќе додаде повеќе супстрат, значи ќе додаде глукоза, ова црвеното, така. И на тој начин си е само регулирачки систем. И овие направи се нарекуваат турбидиостат или хемостат, да го напишеме тоа. Значи овие направи всушност се нарекуваат хемостат. Овие системи. Или пак турбидиостат. Диостат. И ова е многу важно во голем број на индустрии кои се користат микроорганизми. Нормално, нели, они како што реков, користат повеќе пресметки и ова е сепак покомплицирано, но ова е генералната идеја која е многу интересно на кој начин всушност сме ги искористиле микроорганизмите за наша корист. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.